Добро утро и од мене, и како што знаете, веднаш по Ја сакам Македонија, утринскиот блок продолжува со петочното издание на магазин, а денеска ја пречекува младата и талентирана пејачка Дорис Ди, со која што го промовираме нејзиниот нов видеозапис, кој што ќе го видиме во продолжение, а ќе се навратиме и на нејзините почетоци, на оние настапи, надпревари, фестивали во Македонија, но и надвор од нашите граници, а ќе ни каже и што ја мотивира најмногу и каде се гледа себе си во иднина. Добро ти утро и добре дојде, Дорис. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Како си утрово? Дали веќе онаа новогодишна еуфорија те погодува? Да, Каков е периодов? За мене е супер, како за Christmas time. Супер. Така и новогодишна музика, поставам се слуша, празнично расположение. Каде ќе бидеш за нова година, за празниците? Имаш ли некои планови? Ќе одам во Охрид со моите пријателки, ќе ја славиме тамо нова година. Исто така ќе одиме и на концертот на Лозано, кој што ќе биде на плоштад. И така ќе се прославиме новата 2026. Убаво ќе прославите. Уште еден повод за славење и новиот спот за песната Кога не ме сака, што е макфестовска песна, но неодамна излезе и видеозапис. Да. Па какви се впечатоците? За Макфест, значи преубава организација, преубаво искуство. За мене беше едно преголемо доживување дека на само 16 години бев дел од таа манифестација, а имав можност да бидам од 6 дебютанти кои што настапува во финалната вечер. За мене беше како да сум на црвениот тепих на Оскарите. Така е, најмлад артист. Да. Оваа година, па и предходните години може да се каже дека си, ако не најмлада, меѓу најмладите. Да, и на Охрид фест исто. Минатата година настапував на само 15 години, на полните 15 години. Со мојата прва песна авторска Нека свети. Да, така е, и оваа година беше исто на Охрид фест. Да, бе во дует со Наум Бумбаровски, со песната Ден и ноќ заедно. Исто, како и минатата година, така и оваа, композитор ни беше Глигор Копров. Така, а за оваа песна... авторот. Да, авторот, а за оваа песна од Макфест оваа година, беа повеќе автори или повеќе членови на екипата? Да. Композитор беше Весна Марлинова, истовремено и текстописец. Аранжман беше Давор Јордановски. Го снимавме во студиото на Мите Тралала, во Тралала студио. Да, Мите Димовски, значи една добра, квалитетна екипа на едно место. Да. Како течеше соработката? Дали ти ја предложија песната или ти побара да ти направат една песна за Макфест? Како се споивте? Весне неколку пати ми имаше викнато во нејзиниот дом за да одлучиме. Ми имаше даден репертуар од песни, јас да одлучам, но едноставно не можеме да најдеме соодветна песна која што ќе експресира мојата емоција, како и мојата приказна и што ќе ми стои на мојот вокал, и затоа од рокот 15 минути одлучивме да Весна напише за мене, значи инспирација и бев јас за мојата песна. И потоа јас се сеќавам дека го дадов, ја дадов идејата за првиот стих, можам да бидам се, и од тука започна се за песната. Да. Од твоја идеја? Идеја, да. Така, што мислиш дека најмногу ти лежи, бидејќи велиш дека сте гледале нешто што тебе ќе ти одговара најмногу, па што ти се допаѓа најмногу ти да испееш, да доловиш емоција? Па најверојатно балади со повисоки тонови. Песните кои што ми ги имаше предложено беа побрзи, на вид рап, но и забавно, што јас сакам така некоја потажна балада која што можам да ја почувствувам емоционално. Така се пронаоѓаш понекогаш и во песните кои што ги пееш, или не мора да се лично доживеани, нели, за да убаво бидат отпеани? Па искрено, Кога не ме сакаш беше според моја идеја, според она што јас го имам доживеано, а и мислам дека и многу други тинејџери, како и возрастни, ќе се проленат во таа приказна, како песната. Да, не е важно секогаш возраста, нели, секој може нешто да доживее, преживее, да искуси, па затоа и те прашав дали можеби и ти си проживеала нешто од она што си го објавила како песна, како твое музичко парче. Да. А во однос на спотот, каде се снимаше, кога? Спотот е сниман од Фабрика Продакшн, голем поздрав до нив.
Гостуваме на 3 локации, Водно, Бунец и Галичник. Исто така имавме и статист во спотот. Статистот беше Викторија Карабакова. Таа е ученик во музичкото средно училиште, многу талентирано девојче и голем поздрав и до неа исто. Така, имаше тука и ти твој удел, некој белег свој да оставиш во спотот или сепак препушти на другите да одлучат како ќе изгледа целокупно видеозаписот? Да, го препуштив сепак на продукцијата, дека тие знаат најдобро како и кои потези треба се направат на кои места и кои кадри треба се снимаат на тие локации. Така, имаш ли можеби ти твои идеи и желби за спотови во иднина, како би сакала да изгледаат? Па, искрено имам. Тоа е нешто замисла во Египет, така некој... Навистина? Да, слично како спотот на Антонија Гиговска, што имаше снимано пред не многу порано. Сега скоро го имаше снимано. Таков некој спот. Или пак може некој джез, така некој спот. Така. Да. Имаш ли веќе во план да одиш во Египет? Имаш ли некој Да, тоа ми е желба. Желби па да Да. искористиш и одмор и работа? Да. Да, па би било интересно. Да. Зошто да не? Да, надвор од нашите граници луѓето те гледале, те слушале, те препознаваат, бидејќи не само на фестивали, настапи во Македонија, туку и во Хрватска, Шпанија, Италија имаш учествувано. Какви се настани беа тоа? Па интензивно почнава такви интернационални надпревари да настапува во 2021, но нели мојот прв професионален настап беше на Окритфест минатата година. Така, а од каков се карактер беа тие настапи? Имаше надпреварување или представување со некоја своја песна, кавери, преработки, што се пееше на тие настани? Па изборот за песна беше слободен, можевме, но најчесто беа светски хитови. Така? Што се пеа и се одеа таму. Ако беа онлайн се праќаше видео, ама ако беше во живо, моравме да патуваме пример до Хрватска и таму да настапуваме. Нели од сите земји, од цела Европа, или пак имаше некој од надвор од Европа. Така, кои песни ги изведуваше? На англиски јазик беа, бидејќи рече светски хитови, па... Power of Love од Селин Дион и таа ми е една од така најомилените светски песни. Да. Еве, сега. Имаме и снимка од оваа песна. Тоа ти омилен изведувач, имаш и други омилени изведувачи од светската сцена? Искрено не се сеќавам, ама имаше многу доста спремни, доста вокално вежбани деца, какви возраст. Да, некои пејачки вака што си ги слушала, што ги сакаш како омилени музичари од странство. На светско ниво? Па да. Па за мене Селин Дион и Бионс. Така и Бионсе, да. За Селин Дион веќе знаеме, значи. песна, да. И Бионсе плюс. Па добро, со таква музика и си растела. Да. Од малечка? Па да, искрено од мала слушав повеќе балади по песни кои што имаат сопствена тема на толкување и на размислување и таквите искрено и ми лежат. Те се подсетив минува, кога беше точно изведбава? Беше лани за Браво фестивал. И секој, како што реков, имаше секој си ја представуваше својата држава, но беше исто како онлайн надпревар. И секој си имаше своја песна, но светски хит имаше секој одбран. Така. И од сите овие настани нели во Македонија и надвор од нашите граници стигна до Макфест за прв пат годинава. Мислиш ли дека тоа ти е една одскочна даска или најсериозен настап до сега, дека ќе ти отвори врати понатаму? Да, до сега беше мој најголем, да кажам, најпрофесионален настап, каде што сепак нели со своја авторска песна се представуваш таму, мислам, и искажуваш своја емоција, исто така многу бев задоволна од својот сценски настап кој што го имав. Да, што значи еден целокупен продукт може да се каже, и сценски настап и музика, текст, особено кога си работела со професионалци кои што ги спомна. А бидејќи зборувавме и за видеозаписот, предлагам да го погледнеме и целиот спот, да види публиката како изгледаше новиот спот за макфестовската песна Кога не ме сакаш, па ќе го прокоментираме потоа уште малку овој спот. Го погледнавме видеозаписот и стајлингот е малку поинаков од оној на Макфест, од овој сценски настап што беше на Макфест. Ти одлучуваше можеби нешто и околу облеката, тоа како ќе изгледаш?
Па ако зборуваме за облеката, искрено мама беше таа која што секогаш да ме комбинира и како треба да излезам на сцена, но и како треба да се однесувам, а конкретно за спотот и за Макфест беше мама. Да, и во спотот си малку посериозна, изгледаш постаро, тоа изгледа сето беше нели поради и самиот текст и што е поради темата на песната. Да. Сепак е потажна, треба да сме посериозни. Така, во живо си повесело, понасмејана. Да. Колку што нели може да забележиме. А спомна дека сакаш повеќе балади, но дали би сакала во иднина, не верувам дека би избегала и од некоја динамична, брза песна, ако е добра, ако ти лежи на тебе? Па ако се најде убава прилика за таква песна се направи, или пак убава соработка со некој друг композитор, кој што прави таков вид на песни, би прифатила, зашто да не. Нели доколку ми стои на моите вокални способности. Така и оние високи тонови кои што кажа дека повеќе ги сакаш. Спомна соработки со композитори, дали имаш одсега некоја желба со кого би сакала да соработуваш, без разлика дали е композитор, нели текстописец или музичар, да речеме пејач, пејачка со кого би сакала да направиш дует, можеби во иднина. Кога зборуваме за композитор, искрено желба ми е да соработувам со Лазар Цветковски. Така. Да, а за дует имам желба со Лозано да снимам некоја песна. Од овие простори, нели нормално. Да, имаш и од други простори и надвор од Македонија некои желби? Па сега не. За понатаму може да има. Прво тука да се нели гради кариерата, па после зошто да не и надвор од нашите граници, што тебе не ти е непознато, ете како што кажавме и претходно. Имаш учествувано на надпревари фестивали, а имаш ли некоја друга желба за некој фестивал надпревар, без разлика ете дали во Македонија или надвор, каде што би сакала да се представиш себе си, а не си била досега? Во Санремо би сакала многу да ја представам нели Македонија, но и нели со сопствена песна, но зборуваме за Санремо големото Санремо. Мислам дека има и джуниор, има и оригиналното. Јас би сакала во големото. А голема желба ми е да настапувам на Евровизија. Браво, да супер. представам Македонија таму. Така, исто не джуниор, него туку голема за возрастните, за возрастните. А како беше на Санремо джуниор до колку години? Не, мислам дека до 15. Така, значи веќе би можела. Да, за кај возрастните. Да, за кај возрастните, па и на Евровизија, зошто да не? Понатам. Би сакала да конкурираш, да направиш некоја песна и следниве години, имаш ли таков план, таква желба? Да веќе посериозно работиш на некоја песна за Евровизија? Па би сакала, да. Би сакала, доколку имам можност и таму би можела да се, нели, да се представам едноставно. Да, исто би сакала со балада или некоја побрза песна. Како се замислуваш, бидејќи нели сценски настап е таму важен и изведбата секако гласовните способности? Сакам да би било мешавина од балада и некоја побрза песна, при тоа што сакам да имам и сценски настап на кој што ќе има добра кореографија и со кореографија позади мене. Но сепак, нели, ако било пишано. Да. Па да, времето ќе покаже, зошто да не. А кога сме кај оние настапи низ Македонија, да, го спомнавме Охрид и минатата и оваа година, Охрид Фест, па раскажи ми повеќе за тоа искуство. Како ти беше таму? Имаше и награди? Да, оваа година добив исто така награда за најдобра интерпретација, а минатата година, во 2024, добив 3 награди. Добив за интерпретација, за текст и за аранжман. И затоа лани затоа беше мое најголемо достигнување, за разлика од сега, Макфест. Е сега за сега, па се понатаму. Па добро, секоја година поголемо и поголемо достигнување. Зошто да не колку значат овие награди на еден млад артист? Колкава сатисфакција се за тебе кога ете ќе освојуваш? И тоа повеќе награди, не само една на Охрид Фест. Па доволно е само една, како што рековте, да освојам. Поради тоа што некако од деца сме среќни со тоа што ќе речат браво, преубаво испели, преубав настап, а и награда за мене нешто преголемо. Да, од кого ти значат најмногу убави коментари, реакции? Па искрено од луѓе кои што се музички образовани, кои што знаат да коригираат, но и знаат кога е точно и правилно пеењето. Има такви ментори во твојот живот, професори кои што те водат и кои што те подготвуваат. Тоа е Ана Друловска,
Така. И секогаш се со мене и секогаш ме бодри на сите настапи. Нели доколку некогаш има и негативно пеење, неточно пеење, секогаш е реално со мене, ајде да го поправиме тоа. Така да таа за мене е вистински професор по пеење. Работите и пред твоите авторски песни, те подготвува и за нив, како да ги отпееш на некој фестивал, настап. Да. Да. За колкава емоција да дадам. Да. Подготвувате ли нешто и за во иднина? Па сега за сега не, но ќе имаме некои нови проекти во 2026 година кои што ќе ги односно две нови песни, со спот и со Браво, значи веќе од сега нешто има за следната година. Има ли уште некои желби кои што би сакала да ти се остварат во 2026? Па не, сега за сега како ќе ме носи музичката кариера, така, односно јас како ќе ја носам, така ќе си работам на тоа. Така, имаш можеби некоја одредена цел која што си имаш зацртано да ти се оствари? Нешто што те мотивира? Па да, за следното можеби за понатаму. Па искрено не. Сега за сега беше за понатаму Junior Евровизија и Санремо за возрастните. Да, а за следната година? Следната година доволно е да имам уште неколку песни кои што ќе можам да ги експресирам најубаво. Да, па нели на настап некој можеби на концерт, на промоција да може што повеќе песни да се изведат, па и албум, зошто да не? Кога ќе се соберат повеќе песни за албум и како што кажи со повеќе композитори или автори имаш желба да соработуваш. Освен Охрид, тука и Крушево. И таму беше како помина таму на тој настан? Таму споминав преубаво. Тоа беше лани за роденден на Душа Проески. Исто така и оваа година во 2026 ќе настапувам истата манифестација кај Душа Проески и беше едно преголемо исто така достигнување за мене, поради тоа што го имав многу добар настап, но и самиот ден ми беше преубав 25 јануари. Така е. Отпеа повеќе песни, не беше само една? Ги отпеа песните од Божилак, неколку песни, Моне Сокол пие и Ако одам во Битола. Така, а за следната година имаш ли веќе одбрано репертоара некои песни кои што ќе ги изведеш или тоа допрва треба да се избере? Да. Имаш одредено, например, од кој албум, какви песни ќе бидат тоа? Па за оваа година сакам да бидат позабавниот репертоар на Тоше Проески. Така да не биде нели исто Божилак да речеме како Минатата година, така е. Кога сме кај пењето и твоите гласовни способности, кој прв го забележа твојот талент? Од која возраст почна да пееш и да ете и јавно пред публика да застанеш, да те слушнат и другите? На часови започнав во Академијата Дурловски на само 9,5 години. Но сепак повеќе со мои први ментори беа Игор Дурловски и Ана Дурловска. Но со Ана Дурловска повеќе вежбавме, а прв кој што ми го запозна, кој што ми го запримети талентот беше Игор Дурловски и ми имаше кажано дека the star is born као. И првично не верував, нели секој професор кој сака да те мотивира, но на крај навистина беа право. Така е. Беа реални со мене. Да. Особено што и те се докаже со твоите нови песни, со твоите настапи. Што најмногу те советуваат тие како ете поискусни во оваа професија? Па дека техниката е секогаш основата на пеењето и дека секој пејач треба да изгради, ако сака да има професионална кариера за буднина, мора да има барем каква и да е техника на пеење, нели според неговиот глас. Така, битно е и сега и ден денес вежбањето, колку пати тоа треба да биде, колку често се случува кај тебе да се подготвуваш, да вежбаш. Има ли некои ритуали со кои што го негуваш гласот? Да, пред настап практикувам секој ден да вежбам и да се спремам, но сепак кога одбирам песна сакам да е одбрана пред, значи 1 до 2 месеци пред настапот. Не сакам пример 2 недели пред настапот, преди тоа што е многу голем притисок за мене. Сакам убаво да ми легне песната, да ја извежбам со правилната техника, нели со помошната Дана Дурловска. Така секогаш заедно. Да, секогаш заедно ги вежбаме пред. Па и макар и бил посериозен на настап или по настап кој што така колку за да речам колку за одење на сцена или пак експресирање на сцена. Така, што е најбитно за тебе за гласот
да се одржува во форма, да секогаш можеш точно убаво да испееш? Има ли нешто особено што го практикуваш? Па вежбите кои што ги правам. Да, да практикувам точната техника кога ги вежбам вокалните вежби. Така. Exercises, така наречени. Да, знам дека и за денеска нешто ни подготви, дека имаш веќе песна во план што би сакала да ни ја испееш, па може да слушнеме, да видиме нешто и во живо од тебе, да слушнеме како тоа звучи. Ке пеам молитва. Ајде. Дај ми, Боже, сила небесна, да се кренам, да се извишам, како од звезда јас да огреам, химна да му запеам. Нека расте, о Боже, вечен родот мој, златен дожд од мудрост долго нека пие, нека биде, о Боже, вечен родот мој, нека е што не сменije. Ти благодарам многу што Благодарам и на вас. и пред мене ја отпеваа песна и пред публиката секако на телевизија Сител. А го паметиш ли првото појавување пред публика, првиот контакт, кога пред повеќе луѓе си запеала? Какво било чувството? Па беше слободно, поради тоа што многу време се подготвував со тета Ана. Нели, секогаш и вокално мора да сме и ментално спремни, дека сепак се уште сме мали и кога ќе видиме сцена пред нас сме исплашени, истануваме да сме нервозни, нели, под трема, но со текот на времето се работи на тоа. Така, се ослободува човек, нели, па со искуството после тоа и уште повеќе. Пред самиот крај би сакала да те прашам и околу деталите за песната Нека свети, бидејќи ќе погледнеме уште еден видеозапис од тебе за крај на денешната емисија. Автор на Нека свети исто како Григор Попров, текстописец е Весна Малинова и Давор, аранжман е Давор Јордановски. Исто така сакам да напоменам дека Давор ми е аранжер на сите мои досегашни авторски песни. Да, и за мене таа беше прва авторска песна и моментот кога јас се соочив дека веќе влегувам во професионалниот свет на музиката. Така, и тука има повеќе локации, имате, нели, спот направено. Беше исто така снимано од Фабрика Продакшн, локација беше центарот на град Скопје и во салата на МКЦ го снимавме. Еден кадар имаше. Ке го погледнеме и за самиот крај овој видеозапис. А танчерот, заборев да кажам, танчерот беше Енди Исмаили, исто така многу талентиран танчер, кој што не само тука настапува, туку настапува и пошироко. Така, браво, ти благодарам многу и секоја чест за сето што го имаш досега постигнато. Ти посакувам успеси и среќни празници, па да се видиме повторно за нешто ново. Може. Ќе се видиме. Благодарам многу. Ќе препуштиме сега и публиката да ужива во песната Нека свети од Дорис Ди. Имајте убав викенд, а од мене довидување.